премиер на РТК во новите простори сака да го угости и да направи прво интервју со Владимир Темков Шефе, директор на Домот на културата од Кавадарци, со кого не случајно сме во една пријатна средба, со оглед на тоа што зад себе како фирма и како институција остави многу. Шефе, добре дојде во новите простори на РТК. Добро ве нашол и јас сум пријатно изненадан, меѓу првите сум во овие простори. Веднаш да ви кажам дека на Кавадарци му фалеше овој портал, оваа телевизија, му фалеше овој лик што седи до мене, поготово во културата и во културните дејности каде што и јас работам и мислам дека од денес почнувате да испишувате една нова историја во кавадарчкото новинарство. Веднаш ќе те провоцирам. Му фали ли на Кавадарци култура? Му фали, да. Да, му фали на Кавадарци култура. Ние се обидуваме малку од малку да ја доближиме она што значи македонска култура, она што значи европска култура, но тоа е малку во однос на севкупните состојби во европската и во светската култура и се она што се случува на полето на културата, поготово сега со ова интернет информации кои што ги добиваат младите преку најразличните своји дејствувања, така да нормално секој ден нешто ново се случува во светот, секоја минута, секоја секунда, така да фали информираноста, фали културата, ама за тоа постоиме ние како институции, малку од малку да тоа го доближиме до младиот свет, до кавадарчани. Виртуелниот свет е мощно опасен. Ако влезеш во него, се губиш и доперниот дел со уметноста, односно со животот го губиш. Уметноста е таква, она нуди можност да ја доприш, да ја видиш, да ја почувствуваш, да ја осетиш. Да осетиш така натаму. Тоа сето го прави Домот на културата последниве неколку години, сметам, мощно и успешно, од нејзиното основање најуспешно би рекол. Направивте капитални инвестиции заедно со локалната самоуправа, тоа сите го гледаме, овде нема ниту партиско навивање, ниту пак двојбеност околу тоа што е направено во областа на културата. Откако си на ова место, многу стори. Има ли уште нешто што не стори? Да, има уште многу работи кои што треба да се доправат, ама јас кога дојдов на местото директор на Домот на културата, се водев од максимата дека институциите треба да створат просторни услови, а потоа и финансиски услови да би се створила културата. Да. Значи, без овие две нешта не може да се прави култура. Сега обидите да се просторните услови кои што беа во едно катастрофално издание, се обидовме и мислам дека ги дотеравме до едно културно ниво на простор во кој што може да се одвиваат културните манифестации, односно нели како Дом на култура ние ги поместивме во 4 категории сите наши културни активности. Првата категорија беше сценско-музичката дејност, второ беше ликовната дејност, трето беше драмската дејност и како четврто издавачката дејност и се она што значи промоција на книги. И сега за сите овие дејности, значи потребно беше и просторни услови. Ама покрај просторните услови потребни се и финансиски услови да би се во тие места одржуваат одредените манифестации. Така да од година во година се обидувавме и ги подобрувавме сите тие услови. Мислам дека денеска нашиот Дом на култура, Кавадарци, е еден од поубавите домови на културата, не земечи ги во предвид нели оние ново изградените центри и домови на култура во кои што ги има неколку во Република Македонија. Меѓу останатите Кавадарчкиот Дом на култура е еден од најубавите како објекти. Последниот наш захват беше во реновирањето на просторите што значи сцена, бина, местото каде што се одвиваат настаните од театарската дејност и сценско-музичката дејност и се она што публиката не може да го види, а што значи просторен услов за актерите, односно чинителите на културните активности. Тоа се, значи, собликувалните, гримиорните, просториите каде што се одвиваше пробите за припрема на театарските настани
и сите други пропратни простории кои што нели минатата година, крајот на минатата година ги реновиравме до едно перфектно ниво. Ова година ни остана уште да ги опремиме со опрема, односно внатрешни интериерно опремување, маси, столици, гардеробери, огледала, шминкерни за глумците и се она што значи пропратен интериер за да може да се одиваат сите тие проби за културните настани. И кога сме овде, на ова прашање, гледам глумците овие денови нешто спремат. Дали е тоа нешто ново во делот на театарската дејност? Да, значи ова година сакаме малку повеќе да удариме акцент на театарската дејност. Во моментот се спрема една нова представа, Стојардеси, во режија на Диме Коцевски. И веќе во подготовка и втората, значи еден мюзикал во режија на Александар Малинков, кој што е нели како проект, музички проект на Силвана Чулева. Значи овие два нешто проекта, да, ново, да е нешто поврзано со музиката и со младите. И овие два проекти сакаме првата декада на месец март, односно средината на месец март да ги како премиерно да ги дадеме и заедно со репризните изданија некаде до мај месец да завршиме, кога би почнале со подготовка на третата предвидена представа, која што нели една интересна комедија Кокошка, која што не е проект од Министерство за култура. Добро. И која што се планира да биде поставена некаде во мај, јуни на сцената на театарот при Домот на културата Иван Мазов Климе. Од прилика, нели, уште една представа која што втората половина, односно втората половина од годината, односно некаде септември, октомври месец кога и ќе започне новата школска година, имаме предвидено уште една представа, комедија. И нели, традиционално секоја година пред новогодишната представа за децата која што ја правиме, така да ова година околу 5 до 6 театарски представи кои што би биле нели освежување за театарската публика во Кавадарци, не земејќи го предвид и гостувањето на реномираните театри од Македонија, како што е театар комедија, Македонски народен театар, Драмски театар, значи со своји представи, и театрите со кои што традиционално соработуваме секоја година, тоа е театарот од Штип, Битолскиот театар и театарот од Прилеп, кои што ќе ни гостуваат со своји представи, но тоа кога ќе дојде нели моментот и времето за тоа, ќе сигурно ќе направиме уште една емисија и ќе разговараме на таа тема. Од прилика во театарската дејност за ланската година и за ова година, од прилика тоа се плановите. Инаку морам да ви кажам дека нели со завршувањето на тековната година, 2016 година, заврши и големиот проект кој што Кавадарци е препознатлив по културните настани, а тоа е Кавадаречката културна есен. Проект кој што нели секоја година од почетокот на октомври и месец ноември се одржува во Кавадарци, бидејќи се зголемија бројот на настаните кои што Кавадарци ги има, па го земавме и месец декември. Недостаток на време и на просторни услови, а премногу активности, така да моравме да го зголемиме времетрајањето на таа културна есен, така да сега од оваа година и наредните години фактички тоа ќе биде на октомври, ноември и декември се до нова година. Тука се поместени повеќе од 60-70 настани во сите дејности, во сите области, рачунајќи дека сите културни институции во Кавадарци се чинители и носители на дејност Кавадаречка културна есен, на која што нели генерален
покровител и организатор е општина Кавадарци и Советот на општина Кавадарци, кој што и финансиски го покрива целиот овој проект. А тука се значи музејот, галеријата, библиотеката и домот на културата, така да земејќи ги во предвид и нивните активности кои што беа во скопот на Кавадарчката културна есен, доаѓаме до една бројка од повеќе од 80 настани. Импозантна. Да, во делот на Кавадарчката културна есен. И тука се поместени значи многу изложби, сајмови на книги, многу театарски представи, концерти од областта на сериозната музика, концерти од областта на забавната музика, музејски изложби, изложби на фотографии и историски изложби и се она што значи нели култура и културно живење на просторите на поранашните југословенски републики и на просторот на Република Македонија. И сето тоа сублимирано и донесено во Кавадарци. Да може кавадарчката публика да биде во текст со сите настани. Кавадарци, после Скопје и Битола, е еден од значајните културни центри во Република Македонија, со имињата што ги носи, со настаните што ги спроведува и дури го зачуди како може едно мало градче со толку многу жители да продуцира таква уметничка продукција, ако така може да кажем. Со многу љубов и со многу труд. Тоа случајно не е, да. шефе. Да. Како може? Па може ако земеме во предвид дека Домот на културата 24 часа е отворен, функционира по целото време и во Кавадарци минатата година беше меѓународната ликовна колонија која што по 20 пат се одржа. Многу силна и на која што изминативе 20 години има поменато над 2000 ликовни уметници од цела Европа. И рачунајќи дека тие уметници значат нешто во нивните средини од кај што доаѓаат и по нивното враќање назад во своите средини, кои ги презентираат своите впечатоци од тоа што го виделе во Кавадарци, од тоа што го осетиле во Кавадарци, бројката станува уште поголема, а да ви кажам и нивото на кое што се последните години одржува оваа ликовна колонија е меѓу водечките на европски рамки. Значи, во Кавадарци дојдоа еминентни ликовни уметници кои што значат нешто на европско ниво, кои што се чинители на европската култура, на европската ликовна уметност, на балканската ликовна уметност, на македонската. Значи, сите мајстори на перото, мајстори на платното дојдоа во Кавадарци. И тоа му дава за право Кавадарци да биде она што го... Значи случајно не доаѓа тоа. Не случајно. Тие го гледаат Кавадарци каде на мапата на голем труд и голема работа за да се створи бренд. И сега со тој бренд Кавадарци е препознатлив во делот на ликовната уметност. Ако го земеме меѓународниот джез фестивал, ако го земеме камерниот фестивалот на камерна музика, меѓународен фестивал на камерна музика, ако земеме републичкиот фестивал на младински пионерски хорови, веќе стануваме бренд и во музиката. Значи, од една страна имаме бренд во ликовната уметност, од другата страна имаме бренд во музиката, така да Кавадарци веќе го познаваат сите културни работници. Сега е време на завршни сметки, на рекапитулација на тоа што е направено. Ќе бидат ли доволни парите за активностите што сега пред малку ги кажа? Ќе има ли нешто интересно? Да, бака да ви кажам. Има ли поддршка за културите настани во Кавадарци? Бака да ви кажам, значи сите наши активности кои што Домот на културата Иван Мазов Климе ги организира во тековната година се финансиски поддржани од градоначалникот на општина Кавадарци заедно со Советот. И во тој дел имаме големо разбирање кога се разговара за проектите од културата, градоначалникот не штеди во тој дел. И мислам дека претходно ни се обезбедени средствата, па после тоа врз основа на тие обезбедени финансиски средства ние правиме нашата програма и затоа е толку обемна и толку голема, бидејќи претходно е буџетот и формиран.
Така да, ако ви кажам дека пред отприлика 10 години Домот на културата Иван Мазов Климе беше една институција која што беше исклучено светлото, која што беше сметката блокирана со повеќе од 100.000 евра. Никакви просторни услови за Просторни услови, ниту никакви. за театар, ниту за култура. Денес можеме да разговараме за една успешна институција во која што никогаш не станало збор за недостаток на финансиски средства. Така да во тој дел сакаме јавно да искажам благодарност на градоначалникот на општина Ковадарци и на советот, нормално, Апсолутно. кои што Те ги поддржуваат. безрезервно ги поддржуваат Сите ваши проекти. сите проекти и сите активности наши. Добро, ви посакувам многу успех. Верувам дека оваа година 2017 ќе биде подобра од претходните со оглед на тоа што вие постојано изненадувате со некои работи. Да ви кажам, значи и минатата година, пред нова година, се обидуваме, значи квалитетот, нивото на квалитетот на нашите активности да го дигнеме на највисоко можно ниво. Пред нова година го донесовме камерниот оркестар од Битола кој што направи Нешто што концерт. Сега за Свети Трифон, значи на 13 февруари во очи големиот празник за Кавадарци, Свети Трифон, го донесовме војниот оркестар, односно оркестарот на армијата на Република Македонија, и салата беше преполна, публиката беше презадоволна од сето тоа. Сакам да ви напоменам дека репертуарот кој што го понудија, значи една симфорок сцена направија, значи почнувајќи од песните на Мориконе, па преку големите хитови на познатите светски композитори, направија нешто, значи во тие 2 часа додека траеше концертот, целата публика да биде воодушевена од музицирањето на овие музичари. И сигурно дека и во наредните месеци кои доаѓаат, нашите активности ќе бидат сведени на носење на квалитетни тоа го барам Кавадарчи. Нешто добро за ово добро или за овој во сите области. Нема да се штеди никош. Ке излезете надвор од просториите на зградата на Домот на културата. Ви имавте такви убави настани на площадот, градскиот парк, во алејата на Велика. Да, значи ние како сцена во Кавадарци ќе ги користиме сите алтернативни можности како сцена. Ама сега ме потсети кога спомна дали ќе излеземе. Да, ќе излеземе надвор и од Кавадарци. Не од Домот на култура, надвор и од Кавадарци. Подготвуваме едно големо представување на кадаречката култура во Париз, во Франција. Браво. И тоа многу брзо, најверојатно во средината на месец март сега. Нешто кое што се уште го подготвуваме, се договараме со градоначалникот и со советот, и кога ќе бидат дефинирани сите тие работи, ќе бидете благовремено информирани. Најверојатно благодарение на мојата струка која што јас имам како ликовен уметник и моите приватни проекти кои што ги работам јас, а кои што се поврзани со културата, ми даваат дополнително да имам и контакти со и од службената гледна точка како позиција како директор, да имам контакти со голем број на автори и актери од целиот свет. Ова година ќе имам еден голем концерт на ние како Дом на култура, значи еден голем концерт на Дамјан Пејчиновски трио. Тој е еден од нашите музичари кој што е еден од подобрите гитаристи, значи после Владко Стефановски. Ќе имаме во Њујорк со него, али организатор е Дом на култура Иван Мазов Климе во Македонскиот културен центар. Јас ќе имам моја самостојна изложба во Амбасадата на Република Македонија во Париз и уште неколку проекти на меѓународно ниво кои што ќе бидат еден белег на културното живење на Кавадарци и Кавадарчани, кои што ќе бидат пропратно и другите дејности како поезија, како музика, значи во склопот на отварањето на овие изложби. Мислам дека ова година ќе биде нешто кое што
нели, ќе посакаат многу од уметниците да бидат кавадарчени. Сакав да те прашам нешто околу тоа што работиш, еве нешто ми кажа, се спремаш за Париз, за тоа убаво настапување. Само кратко на крајот, работиш ли и останало ли време за твојата основна дејност, ликовната? Да. Значи, времето е целото пред мене. Најверојатно дејноста која што ја работам и дејноста која што јас ја имам како службено лице се едно исто, па така да времето го спајам едно во друго и имам доста време. Спремам една голема изложба крајот на мај месец во Скопје. И јас обожавам кога правам јас мои сопствени проекти, обожавам да имам околу мене пријатели, така да. А ти имаш и сега. пријатели? Ама пријатели кои ќе бидат составен дел на проектот. И сега моето представување во Франција, моето представување во Скопје ќе биде пропратено со мои пријатели од книжевноста, со мои пријатели од музиката. Значи нема да биде само моje лично представување со моите ликовни дела, него ќе биде моje представување со моите пријатели и нивните дела заедно. Значи кој што работи ќе има можност на тоа отварање да се представи. И јас стално сакам да тоа го викам представување на кавадарчката култура. Дел од кавадарчки уметници, дел од кавадарчки музичари, дел од поети и така. Веројатно си заљубен во кавадарци. Го сакам кавадарци. Сакам на 2 месеци, на 3 месеци малку да излезам, да видам што се случува на светот. Но после една недела ми недостасува кавадарци и го сакам и стално сум тука и мислам дека од кавадарци поубаво место за живење нема на планетата. Почитувани, ние ќе имаме многу често луѓе што го сакаат кавадарци. Шефот е меѓу првите што го имаме во ова кратко негово гостување, што ни дава за право да го викнеме и друг пат кога ќе почувствуваме потреба да ви се јави. Шефе, благодарам што ни беше гостин. Јас уште еднаш ви благодарам на вас и ви благодарам на поканата и сакам да ви го честитам, нели, овој почеток на професионалното однесување на телевизиски човек како тебе, како човек кој што години го поминавме детството во кавадарци, кој што исто така како мене го сака кавадарци, си ја сака својата професија, а нашите две професии се една за друга врзани, така да во секое време кога да ме поканите, јас ќе бидам ваш гост. РТК секогаш ќе ги следи сите културни настани на вистински македонски јазик, ќе информира за нив и ќе се однесуваме така како што рече шефот на почетокот. Културата му треба на градот, на граѓаните и ќе се обидиме да ја пренесуваме преку овој медиум до нив. Благодарам и се гледаме повторно.